Колку продолженија ќе има случајот рекет? Денеска слушнавме дека и судика е повикана да даде исказ пред обвинителката Русковска. Дали ова рекет 3 или е во рамки на овие два случаи што се отворени, и има впечаток во јавноста дека ако беше транспарентна истрагата и процесот што вие го водевте против обвинителката Катица Јанева, во второто приложение каде што е инволвирана пратеничката Леменска, некако не е толку транспарентно обвинителството. Не се согласувам со вашата констатација во тој дел. Обвинителството, колку што допушта законите, беше транспарентно во целиот процес, вие како го нарекувате рекет. И ние тој дел не го делиме на рекет 1, рекет 2, рекет 3, туку едноставно обвинителството почна да го истражува, отвори предистрага за тој случај, потоа и истрага, и обвинителството цело постапување се водеше во рамките до тогаш преземените дејствија и до тогаш обезбедените докази. Се разбира дека податоците и истрагата се тајна, но нашата работа нема да остане до крај тајна, бидејќи со самото поднесување на обвинението и доколку дојде до судење, сето тоа мора да се изведе на седница пред судот. Според тоа, јавноста тогаш ќе може комплетно да процени преку вас медиумите дали ние во определени работи сме ги испитале до крај, не сме ги испитале до крај, кои се нашите докази во делот на предлагањето на одредена одлука и дали селективно сме постапувале кон одредени лица. Навистина овој предмет доби малку повеќе медиумски простор, имаше наотворено да кажем повеќе шпекулации околу тоа, но јас очекувам дека во текот на судењето јавноста ќе се увери дали ние сме работеле доволно да го истражиме целосно предметот и дали селективно сме се однесувале кон определени сторители или кон определени действија од тој настан. И сега да прашам дали може во еден случај, ако некој е сведок и оштетен, доколку се појават одредени информации и докази, понатаму да настане пресврт, па тој во случајот да стане осомничен, па потоа обвинет. Во овој случај зборувам за бизнисменот Јордан Камчев. Законски е можно таква состојба, одреден сведок во одреден период да може да биде осомничено и обвинето лице. Сега јас конкретно на имиња не се задржувам, но законот ја допушта таквата можност. Да се смени неговото својство и таму има постапка како тоа се прави, што се до тогаш прибраните докази во тоа насока и слично. Ви благодарам за